Ревноста Твоя по Христа Господа, наставник Те направи на православните, вистината која ослободува. Почитувани присутни, прво да се заблагодарам што дојдовте од името на Фондацијата Вечна. Се разбира, бидејќи тие се ударната капсула која што или каписла која што првично доведува да имаме вакви настани, а мене ми е задоволство и чест да бидам дел од гласот на вечноста, бидејќи се надевам дека нашиот глас, гласот на вечна, ќе трае навистина вечно. По излагањето на почитуваните професори, мислам дека дел од она кое што треба да се опфати е веќе опфатено, но ќе се задржам јас на еден друг контекст. Биографските податоци на Свети Јоакин Крчовски се многу оскудни. Значи, кога зборуваме за Свети Јоакин Крчовски, можеме да кажеме дека за него истражувале голем број македонски лингвисти, меѓу кои Харалампие Поленаковиќ и Оливера Јашар-Настева, исто така продолжува тука Блаже Конески. И тие првите периоди на македонскиот јазик ги делат во две етапи. Старомакедонски јазик, кој што го ставаат во црковнословенски јазик, и новомакедонски период, кој што започнува токму со Свети Јоакин Крчовски и Свети Кирил Лешочки. Јас малку не се согласувам со тоа, и моето мислење е дека македонскиот јазик има многу етапи на развој на јазикот, од кои што јас лично можам да одвојам најмалку 3. Старомакедонскиот јазик е оној јазик кој што го создаваат светите браќа Кирил и Методи, и тоа е мое мислење, бидејќи сите се базираме на тези и хипотези. Аргументи и докази можеме да бараме од 9 век па наваму, благодарение на старомакедонското ракописно наследство кое што е раштркано по целиот свет, и најверојатно благодарение токму на нашите пријатели, нашето ракописно наследство денес е зачувано. Зошто? Од причина што сето ракописно наследство кое што останало во Македонија, а се мерело во товари на магариња, е запалено во најголема мера или од пропагандите кои што биле од север и исток, а во целост запалени од пропагандите кои што работеле под јурисдикција на Грчката црква. Значи, сето она за кое што зборувам не наведува на тоа дека ние во суштина и можеме навистина да се сомневаме зошто немаме податоци доволно, дури и за Свети Јоакин Крчовски. Како што немаме податоци во сите ракописи, меѓу кои и овие ракописи за кои што денес станува збор и ги имате пред вас, јас го замолив председателот на фондацијата да ни овозможи малку само да видиме како изгледа еден ракопис, еднопечатено дело односно на Свети Јоакин Крчовски. Овде да речеме ги имаме, вие не можете да видите убаво, имаме 3 ракописи. Тоа е еден старословенски ракопис и 2 ракописи од поновиот период, односно едниот е на Свети Јоакин Крчовски, другиот е на Свети Кирил Лешочки. Вие колку и да барате во ракописите, особено во старословенските ракописи кои што се пишувани на рака, првично нема да најдете име и презиме на оној кој што го пишува. Тоа е една работа. Втората работа е дека никогаш нема да пронајдете цел ракопис. Односно, секогаш фалат фрагменти, односно негови делови. Зошто фалат тие фрагменти? Очигледно некој кинел онаму каде што не му одговарало што е запишано. Оттаму, при дискусија и со професорката Новотни, во самата Библија пишува: на апостолот Павле му се јави македонец, како видение. И тоа со повикот: премини во Македонија и помогни ни. Значи, константно македонецот има потреба од помош од некој. Тогаш ја барал својата помош од Бог, и ние и денес ја бараме истата од Бог. Апостол Павле доаѓа во Македонија, благодарение на македонецот кој што се јавил, и
Како дознава дека е македонец? Иако во голем број на денешните Библии може да се сретне дека е човек од Македонија. Оригиналниот превод е македонец му се јавува. Тој можел да знае дека е македонец. Апостол Павле зборувам, бидејќи го познал македонецот и му се представил дека е македонец, и втората теорија е дека го познавал или пак зборувал македонецот на македонски јазик, пошто и го идентификува со македонец. Ова се неколку работи кои што ние задолжително мора да ги знаеме. Од причини што самите наши просветители тргале многу, но благодарение на колегата Ковиловски, кој што кажа дека секогаш ние имаме потреба од финансиери. Финансиери, тоа е македонската интелигенција. На почетокот на 19-тиот век и 18-тиот век, најверојатно и 16-тиот век, постоеле македонски интелектуалци. Тоа што ги нема, не значи дека тие не постоеле. Тоа што ние немаме аргументи, не значи дека ги немало. Напротив, најверојатно значи дека некој се занимавал со нивна ликвидација, горење, кинење, фрлање на она што е македонско. Ако одите и да прочитате, еве прост пример, сите сте биле сигурно во Белград. Вие ќе видите најмалку во центарот сам, на самата главна улица, како и да се викаше, Књаз Михајлова, ќе видите 20 огромни зданија кои што се задужбина на македонци, од Галичник, од Дебар, од вамо, од там. Таа задужбина е оставана бидејќи немале на кого да ја остават, односно немале наследник. Тоа е многу јасно, многу провидно, како се случува таа задужбина. На истиот тој начин, Свети Јоаким Крчовски успева преку овие ракописи, да напоменам само дека напишал 5 ракописи за 5 книги, односно 5 книги, бидејќи се печатени, се извинувам, што и денеска во овие рамки во кои што ние живееме, тоа е речиси невозможно. И тоа слово исказано е заради умирание, потоа сија книга Големаа митарства, повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова, чудеса прасветој Богородици и различна поучителна наставленија како негово последно дело, кое што се мисли дека го пишува врз веќе обработката, односно веќе објавената книга на Свети Кирил Лешочки. Ние пред нас го имаме токму книгата, имаме различна поучителна наставленија, пишува јасно на Хаджи Јоаким Крчовски, кој што го финансира почно народного господара Неши Марковича, родом од Кратова. Бидејќи неговата биографија не е целосно разјаснета, од најверојатно од многу причини, па дури и Блаже Конески и Харилампи Поленаковиќ велат дека најверојатно потекнува можеби од Кичевско поради турскиот назив Крчово, но можеби е роден и во Кратово, а можеби пак е роден и во Крива Паланка. Но, сепак, се знае дека учителствувал на овие простори и делувал на овие простори, па дури се знае дека своите 5 дела ги напишал во Кратово. Во ова дело можеме да видиме дека во суштина на вториот лист, во средина, има сите донатори кои што учествувале во создавањето на ова дело, односно во печатењето на ова дело. Впрочем, зошто го поврзувам тоа, се надоврзувам и на професорот Ковиловски, токму поради тоа што фондацијата вечна го прави денес тоа. И треба да се приклучат уште многу такви луѓе, како што имаме уште еден, ете го Јурица. Луѓе кои што ќе придонесат секој на свој начин во остварувањето на македонската цела, тоа е сочувување на милениумското македонско име, односно сочувување на македонската нација, онаква каква што е. Па затоа имаме Карамфил Кмет, Стојан Георги Поклоница, Јанко Караджа, Карамфил Георгиев, Тасо Даскал, Доне Терзија, Село Штипско и вака има едно 5-6 листа на кои што се ставени донаторите кои што донираат за печатање на таа книга. Ова дело нас денес ни служи како одбранбен штит од сите непријателски и шовинистички настапи на нашите добри соседи. Во наследниот лист можеме да видиме
јазичниот приказ на самиот Јоаким Крчовски или Свети Јоаким Крчовски, односно како тој пишува. Па јас овде имам, бидејќи на 3 ракописи се работи континуитетот на македонскиот јазик од 9 до ден денес, може да слушнеме како тоа звучело во периодот на Јоаким Крчовски. По неколку само реченици, ајде 3 ќе бидат само. Пример, колку пати си се причастил мојан снага, мојен кров, и не си ми држал мој закон. Затова не си достоин, ами сам Бог, сега ме видиш и познаваш ме. Или, кога земе човек вјара, онаен како корен това да порасне, да биде древо и да ражда плод. Како да би имало себија место внетре, во земнего раја, у градината, Сиријач у црквов Христова. Гледате колку од црковнословенски, доколку читаме на црковнословенски, тоа не може да се разбере јасно. Но овде за сите е разбирливо. Дури и ден денес да пишувал Крчовски, сите ние би го разбрали. Неговата цел било не само религијата, туку општествено да го дигне македонецот на еден повисок сталеж. Односно да направи нешто кое што нас ќе не задржи до денес. И очигледно успеал во тоа. На оваа тема има уште многу да се говори, но јас напишав нешто кое што го напишав така, од срце. И кое што би сакал само да го прочитам, да го слушнеме, бидејќи навистина ваквите моменти се значајни. Сето ова кое што го правиме исклучиво за Македонија. Го правиме за нашата мајка да обстои како што обстоела до сега. Ние не можеме да бидеме оние кои што ќе сопрат нешто. Македонија ќе постои со нас и без нас. Но ние да дадеме искра, да се расшири пламенот на македонецот и да отиде многу подалеку од тоа што сме денес. Затоа, велам дека оваа страст која што ја имаме, јас велувам дека сите имаме страст и љубов кон Македонија и затоа сме овде. Па затоа страста и љубовта која што ја имаме, во суштина не грее од една страна, но може и да не запали. Таа во суштина представува и дар, но и голема опасност. Свети Јоаким Крчовски е една од нашите најголеми приказни кои што ги имаме. Но вистинска приказна која што трае и ден денес. Тоа е наша светилка. Оваа наша македонска приказна токму жилаво вака обстојува и не охрабрува, токму затоа што ни дава сила и крилја да докажеме дека иако сме мала држава, ние сме голем народ, голема нација. Па јас велам можеби и најголема во рамките на човештвото. Ние сакаме да обстојуваме како јазик на престиж. Но и како народ со богата историја и традиција, бидејќи ја имаме, ние не треба да вадиме и да некого негираме. Туку ние само треба самите да се издигаме и да ја пренесуваме вестината. Чуму сето тоа, ако си го исушиме коренот? Кој не ги храни и стеблото, и гранките, и лисијата, и плодовите? Чуму без историјата и чуму без предци? Кои се славни македонци? Тргнувајќи од Александар Македонски, Свети Кирил и Свети Методи, Свети Климент, Свети Наум, Цар Самуил, Свети Јоаким Крчовски, Мисирков, Пулевски, Конески и плејада вакви наши храбри македонци, а денес дел од нив и светци. Наша граѓанска должност е макотрпно да ја утврдиме и зачуваме оваа наша автентична македонска приказна и вистината и светлината. Ни треба револуција на мудрост, визија, работа, упорност, бидејќи Македонија даде доволно крв, даде доволно жртви, но остави своја победа преку автентичната смрт на нашите македонски синови, кои животот го дадоја за да живее Македонија и македонската нација. Мораме да бидеме горди на македонската упорност, мораме да бидеме горди и на македонската слаодливост, жилавост, итрина, традиција, обичаи, прифаќање на различноста која што ја гледаме на дело. Горди сме на возбудата која што имаме во нас поради богатите и строги и убави и прекрасни македонски икони и фрески. Македонските ракописи кои што иако се по цел свет ја пренесуваат македонската вистина и се вистинско македонско богатство. Ние сме горди на македонската питомост која што имаме во нас и неверојатно богата милениумска историја. И покрај секојдневните удари на македонскиот идентитет, оковите на рацете кои што ни ги ставаат секојдневно
и на народот, и на интелектуалците, па дури и на политичарите. Залепената уста и обидите за бришење на македонскиот идентитет, сепак ние сме живи и обстоиме благодарение на македонските свети, меѓу кои е свети Јоаким Крчовски. Сепак, не има и покрај упорната вековна борба на сите да не нема. Сепак нашата издржливост и жилавост ние во суштина ја добиваме токму преку ударите кои што ни ги задаваат сите кои што сакаат да не нема. Токму свети Јоаким Крчовски е алката на македонскиот синџир на опстој. Токму неговиот простейши или така наречен прост или народен јазик кој што го создава заедно со свети Кирил Лешовчки е ударната каписла за опстој и непокор на македонскиот културен идентитет. Токму затоа сметам и го молам, преподобен свети Јоакиме, благословине и чувајне онакви какви што сме, бидејќи колку сме, толку сме, но токму македонци сме. Ви благодарам.